Почитувани, Оливер Спасовски вчера ја излажа македонската јавност, а МВР под негово раководство е испреплетено, односно е поврзано со криминогени структури. Имено, Оливер Спасовски кажа дека не трагале по возилото на киднапираниот Панче, затоа што не знаеле дека истото е исчезнато, заедно со лицето. А на 2 дена пред кобното гребнување на Вања, на 25 ноември, веб портал објавува наслов и текст дека исчезнат Панче со се неговиот автомобил. Значи, повторувам, иако веќе во јавност објавено неколку дена предходно, според Спасовски, полицијата не знаела дека автомобилот на Панче е исчезнат и затоа истиот никој не го ни барал. Доколку автомобилот бил предмет на потрага, истиот би бил идентификуван уште на самиот влез од системот Safe City и од патролите на МВР во Скопје. И доколку автомобилот бил идентификуван на влез во Скопје, ќе се спречело барем киднапирањето и убиството на малолетното девојче. Па дури и да се случило киднапирањето, возејќи од центар до излезот на Скопје, возилото повторно можело да биде идентификувано и да се спречи убиството. Ова води до една констатација. Занемарувањето на возилото е кардинална грешка и пропуст на Министерството за внатрешни работи, кои доведоа до фатални последици и кои чинеа живот на дете. Исто така, дополнителна лага, која беше кажана и која создаде сериозни сомнежи дека не се работи професионално, тој се работи на забошотување на случајот, е следнава. Според Министерството за внатрешни и јавното обвинителство, сторителите го убиле девојчето бидејќи ги фатила паника откако се кренала јавноста. Но подсетуваме, јавноста се крена на нозе после објавата на мајката на Фејсбук околу 12 часот, а девојчето според Спасовски е убиено 2 часа после киднапирањето, што значи пред објавата на Фејсбук и пред сензибилизирањето на јавноста. И тука, бидејќи одговорните ја излажаа јавноста, се фрла сомнеж дека убиството на Вања не е извршено поради паника од разбудената јавност, туку дека е извршено поради паника затоа што имале доушник во Министерството за внатрешни, кој им дојавил дека истите се предмет на интерес. Сомнежот дека првоосомничениот и останатите помагатели имале доушници во полицијата, односно некој постојано ги предупредувал, е дотолку појак затоа што и бегството на првоосомничениот од државата се случува после неколку дена од второто убиство. Значи, тој слободно се шетал затоа што знаел дека не бил загрозен од истрагата, за да откако навреме е предупреден, истиот избега преку граница. Пропустите, непрофесионализмот и корумпираноста поради кои се губат човечки жртви мора да бидат следени со понесување на одговорност и оставка од министерот за внатрешни Спасовски. Ви благодарам.